Нашата болка е тешка, но борбата е праведна. Бараме одговорност и вистина. Ова се зборовите на мајка, чиј син загина кобната ноќ во дискотеката Пулс во Кочани, на маршот на ангелите, кој започна во 18 часот и 5 минути, како символика на задосетата реакција на институциите, побараа од обвинителството на едноставен начин, без членови и закони да им го објасни текот на постапката, зашто тие не се правници и не можат да разберат зашто станува збор. Сметаме дека од суштинско значење основното јавно обвинителство во Кочани конечно и целосно да не запознае со исходот од истражната постапка, како и со содржината на поднесениот обвинителен акт. Кои физички и правни лица се опфатени, против кого се води постапката, а кои лица се изземени од одговорност, за да можеме да ги отстраниме сите дилеми кои што се јавуваат кај нас во врска со спроведената постапка. Неприфатливо е за нас, како родители, најдиректно засегнати, да добиеме информации преку медиуми или неофицијални канали. Очекуваме транспарентност и директна комуникација од надлежните институции. Имаме право да знаеме, како родители, како оштетени и како граѓани, кои се лица што се обвинети, кои не се повикани и кои се причините за тоа. Посебно загрижува фактот што и покрај нашите укажувања и конкретни наводи, одредени лица не се повикани ниту на распит. Барањето во писмена форма во понеделник ќе го достават во обвинителство. Побараа од коалицијата Сите за правично судење и Transparency International да бидат мониторинг служба на обвинителните акти, а вистинските убици да се изнесат пред лицето на правдата. За Сител, Трајан Ристовски.